Поздрав од студиото на Прва Скопска. Почнуваме со урбаните вести, останете со нас. Според Државна изборна комисија, Пендаровски освоил 42,85%, Силјановска Давкова 42,24% и Река 10,57% од гласовите. Теренска вакцинација против морбили во 11 училишта во Скопје. Ќе бидат вакцинирани 480 ученици. Под мотото "Заштити ги видовите" се одбележува 22 април, денот на планетата Земја. Вчерашниот прв круг од претседателските избори помина со досега најнизок одзив на гласачите, споредено со претходните изборни циклуси за шеф на државата. Според податоците што ги објави Државната изборна комисија, од обработени 99,96% од гласовите, одзивот во првиот круг на претседателските избори изнесува 41,82%, или на гласање излегле 755.816 граѓани. Според овие резултати, прв е Пендаровски со 42,85%, втора Силјановска Давкова со 42,24% и трет Река со 10,57%. Скандинавски, мирни, фер и демократски. Ова се оценките за вчерашните претседателски избори од учесниците во изборниот процес, организаторите и МВР. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски доцна синоќа изборниот процес го оцени како чист и мирен. Според резултатите објавени на веб страницата на Државната изборна комисија, од обработени 99,96% од гласовите, води претседателскиот кандидат на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски со 42,85%. Втора е кандидатката на ВМРО, ДПМН и коалицијата Гордана Силјановска Давкова со 42,24%, а трет е кандидатот подржан од Алијансата на албанците и Беса Блери Мрека со освоени 10,57% од гласовите. Изразено во гласови, од досега преброените за Пендаровски гласале 323.846 граѓани, за Силјановска Давкова 319.240, а за Река 79.915 граѓани. Неважечки се 32.828 ливчиња. Одзивот во првиот круг за претседателските избори изнесуваше 41,82%, или на гласање излегле 755.816 граѓани. Вчерашниот прв круг од претседателските избори помина со досега најнизок одзив на гласачите споредено со претходните изборни циклуси за шеф на државата. Новиот претседател на државата ќе се избира во вториот круг, што треба да се одржи на 5 мај. Граѓаните ќе избираат меѓу двајцата кандидати кои вчера освоја најмногу гласови – Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова. За да биде избран новиот шеф на државата, на гласање ќе треба да излезат повеќе од 40% од запишаните избирачи, односно 723.253 гласачи. Се уште е мал процентот на вакцинирани деца и затоа има нови случаи на морбили. Од вкупниот процент невакцинирани деца сега во Скопје и надвор од Скопје се вакцинирани 45%. Токму поради зголемениот број заразени со морбили, од денеска во 11 училишта во Скопје почнува теренска вакцинација против морбили. Почнува вакцинацијата против морбили на терен согласно наредбата од Министерството за здравство за теренска вакцинација на сите невакцинирани деца од школска возраст во 11 училишта на територија на град Скопје во 4 општини. Денеска се врши вакцинација на повеќе од 480 деца, изјави во основното училиште Јан Намос Коменски, директорот на Здравствен дом Скопје Злате Мехмедовиќ, каде здравствени тимови треба да вакцинираат или ревакцинираат околу 50 деца. Според нивните сознанија, во првиот круг на теренска вакцинација не биле вакцинирани околу 3800 деца. Од нив биле вакцинирани само 300, што не е задоволителен процент. Затоа во наредните 10 дена очекуваат да ја повторат оваа теренска вакцинација и да се зголеми процентот на вакцинирани деца. Според Институтот за јавно здравје, по спроведената засилена вакцинација, вакцинирани се 20.244 деца на возраст до 14
14 години. Од нив 12.468 се вакцинирани во Скопје, а во останатите градови се вакцинирани 7.776 деца до 14 годишна возраст. Сепак остануваат уште 22.612 невакцинирани деца на возраст до 14 години. Потребно е особено да се засили вакцинацијата на предучилишните деца вон Скопје, каде од 19.494 невакцинирани. Вакцинирани се само 5.129 деца. Заштити ги видовите е мотото под кое се одбележува 22 април, денот на планетата Земја. Еден од условите за изумирање на видовите се и климатските промени. Без спроведување на мерки за ублажување и адаптирање кон климатските промени, се оценува дека повеќе од четвртина од сите видови на копно се изложени на ризик да исчезнат за 30 години. Со повеќе активности денеска се одбележува 22 април, денот на планетата Земја. Тема на годинашното меѓународно одбележување на денот на планетата Земја е заштити ги видовите и има за цел да едуцира и да ја подигне свеста за брзото намалување на популацијата на растенија и диви животни предизвикано од човечки активности. Глобалното уништување и брзото намалување на популацијата на растенија и диви животни се директно поврзани со причините предизвикани од човечката активност, како што се климатските промени, уништувањето на шумите, загубата на живеалиштата, трговијата со луѓе и ловот, неодржливото земјоделство, загадувањето со пестицидите, поради што влијанијата се далекосежни. Сите промени кои влијаат врз биолошката разновидност, автоматски влијаат и врз функционалноста на екосистемите, а со тоа и врз човековата благосостојба. Поради тоа потребни ни се така наречени зелени идеи кои придонесуваат кон животната средина, кои користат ресурси од локалната заедница и кои придонесуваат кон одржлив развој, како што се едукацијата и подигнувањето на свеста за забрзаната стапка на истребување на милиони видови и причините и последиците од оваа појава, како и поттикнувањето на индивидуалните активности, како што е усвојување на растителна исхрана и запирање на употреба на пестициди и хербициди. Токму за таа цел, Сдруженијето на граѓани за заштита на животната средина Екозвон спроведува едукативна работилница во Средното училиште Браќа Миладиновци во Драчево, со цел да им се укаже на учениците на овој проблем. Денеска 22 април, ден на планетата Земја, насекаде во светот се одбележува со различни активности и Организацијата на Обединети нации секоја година под некое мото дава да тие активности така и се одбележуваат. Мотото на овогодишните акции е заштити ги видовите. Така да сакавме да ги едуцираме повеќе и граѓаните и учениците за стапката да исчезнување на различните видови, како во нашата земја, така и во светот. Ги имаме премногу такви видови кои што се на работ на исчезнување, преку 113 видови, а најпознат од нив е рисот, например, кој што е наше национално богатство, но сепак тоа е една голема мачка на која што и прети, да кажам, исчезнување. Околу 50 видови, 40 до 50 видови се уште има. И нашите активности на денешниот ден се состојат во тоа што во училиштето Браќа Миладиновци во Драчево, кое што има кадри во земјоделие и во ветерина, кои што се директно поврзани со животните, сакавме во сите оделенија да на едукативен начин, односно со едукативни работилници, тоа го одбележиме, така и се направи, им се поделат флаери кои што понатаму тие на своите соученици од другите паралелки ќе им ги поделат своите научени знаења од денешниот ден. Еден од условите за изумирање на видовите се и климатските промени. Повисоките температури, сушите, поплавите и другите екстремни временски настани веќе ги загрозуваат живеалиштата и преживувањето на многу растенија и животни. Без проведување на мерки за ублажување и адаптирање кон климатските промени, се оценува дека повеќе од четвртина од сите видови на копно се изложени на ризик да исчезнат до 2050 година. Сметам дека треба повеќе да се работи на тоа. Можеби има невладини организации кои што работат на заштита на видовите,
но сепак не значи дека само една организација треба со тоа да се занимава, туку треба системски да се решат тие прашања на системски начин. Се работи на заштита на видовите, но сепак се она што не обкружува климатските промени, например, загадувањето кое што го имаме, отпадот, стакленичките гасови, некогаш не сакајќи допринесуваат за исчезнување на тие видови, урбанизацијата на средината во која што живееме, допринесува да тие се исчезнат едноставно или пак нивниот број се намали на некој мал број кој што едноставно не знаеме дали ќе опстане до наредната година или по некоја година. Сладјана Стаменкова од Екозвон упатува апел до сите да се едуцираат на било кој начин и да внимаваат на се она што не обкружува, намалувањето на отпадот, селектирање и рециклирање на отпадот и на тој начин да се заштитат оние видови кои се загрозени и на кои им се заканува исчезнување, како што е балканскиот рис, кој ги населува густите шуми и тешко достапни области во Западна Македонија, а според последните податоци се претпоставува дека има околу 35 до 40 единки. Повеќе видови на животни кои се на работ од истребување се строго заштитени со закон, а загрозени и заштитени видови има околу 113. В четврток подарете книга за Великденско јајце, символ на Христовото воскресение во Илинден. Еден жител во земјава создава 412 килограми комунален отпад годишно. Почнува последната недела од великденските пости. Традиционалната манифестација "Подарете книга за Великденско јајце", символ на Христовото воскресение, по 13 пат ќе се одржи в четврток во Домот на култура Илинден. Секој посетител кој ќе подари книга за возврат ќе добие Великденско јајце. На 25 април в четврток во периодот од 10 до 14 часот во Домот на култура Илинден ќе се одржи 13-та поред традиционална манифестација "Подарете книга за Великденско јајце", символ на Христовото воскресение, во чест на 2019-тото лето Господово. Символично ќе бидат украсени 2019 великденски јајца. Секој посетител на манифестацијата што ќе подари книга за возврат ќе добие Великденско јајце. Во манифестацијата "Подарете книга за Великденско јајце", символ на Христовото воскресение, што се одржува секоја година на Велики четврток, во пресрет на најголемиот христијански празник Великден. Во изминатите 12 години се обезбедени вкупно 33.000 книги наменети за Општинската библиотека Илинден, Општинската библиотека во Домот на култура Марино и библиотеките во основните училишта. Минатата година Скопјани создале најмногу отпад, односно 26,5% од вкупниот собран отпад во Македонија му припаѓа на Скопје. Според податоците на Државниот завод за статистика, количеството на вкупно создаден комунален отпад изнесува над 854.865 тони, а секој жител на Македонија лани создал по 412 килограми отпад. Еден жител во земјава во текот на минатата година создал 412 килограми отпад, што е за 8,6% повеќе во текот на 2017 година. Државниот завод за статистика објави дека во текот на 2018 година во земјава е создадено вкупно количество од 854.865 тони отпад, а количината на собран комунален отпад изнесува 625.386 тони, што представува пак 1,6% помалку од 2017 година. Најголемо количество собран комунален отпад е забележано во Скопскиот регион – 166.029 тони, или 26,5% од вкупното собрано количество во земјава. Од вкупното количество собран комунален отпад, 509.002 тони, или 81% се собрани од домаќинствата, а останатите 19% од правни и физички лица, односно комерцијален отпад. Според видовите отпад, најголемо количество на собран отпад е измешаниот комунален отпад, 535.604 тони, или 85,6%, а најмало количество отпад од гума, 673 тони, или 0,1% од вкупното количество собран комунален отпад. Најголемо количество на собран комунален отпад, 99,5%, се изфрла на депонија.
Првите 3 дена од првата недела на големиот пост се пости строго. Тоа важи и за последната недела од постот, која се пости на вода. Големиот пост воедно и најстрог пост на црквата и задолжителен е за сите христијани. Во време на овој пост треба да се воздржуваме од конзумирање месо, јајца, сирење, млеко. Значи секоја храна што содржи животински масти. Оваа недела, од Велики понеделник до Велика сабота, верниците ја поменуваат во строг пост, молитви и покаяние. На богослужбите во црквите се потсетува на последните земни денови на Исус Христос, неговото приведување и страдањето на крстот. Оваа недела се нарекува страстна. Според старословенскиот збор страст, што значи страдање, трпение и болка. Големиот пост воедно и најстрог пост на црквата и задолжителен е за сите христијани. Во време на овој пост треба да се воздржуваме од конзумирање месо, јајца, сирење и млеко, значи секоја храна што содржи животински масти. Се што прави црквата не прави самата затоа што така и текнало и затоа што го измислила. Се што прави црквата прави според примерот на Господ Исуса Христа. Господ Исус Христос во пустињата постеше 40 дена, а потоа беше искушуван од сатаната, значи. Символиката на постењето на 40 дена е тоа дека човекот може да издржи без храна 40 дена, а без вода секако многу помалку. Но ние не постиме 40 дена без никаква храна, но јадеме храна која што е без зејтин, односно немрсна храна, она што е готвено на вода и по правило треба да се постат сите 40 дена, почнувајќи од првиот до последниот. Сега тука има исклучоци за луѓе кои што се болни, за луѓе кои што работат тешка физичка работа или било какви други причини, но сето ова ослободување од постот треба да биде во договор со духовниот отец, кој што верникот ќе го има во личносен однос со духовниот отец, да се договорат и да видат какво разрешување од постот може да се направи. Што се однесува до оние кои што самите си разрешуваат да постат првата и последната недела, морам да кажам дека тоа не е согласно со црковните закони, затоа што треба да се постат сите оние кои што се здрави и кои што се верни можат да постат, треба да ги испостат сите 40 дена без зејтин. Според правилото, овој пост се пости така што не се јаде ниту зејтин, односно масло, а зејтин се јаде само во саботите и неделите од сите седници на Великденскиот пост. Риба се јаде само на цветници и на благовец. И тоа е оној правиот вистински пост. Првите 3 дена од првата недела на големиот пост се пости строго. Тоа важи и за последната недела од постот која се пости на вода. На Велики вторник православната црква го покажува богочовекот Исус Христос како сезнаечки, кој во саботата кога го воскреснал Лазар знаел дека еврејските старишини го осудиле на смрт. На Велика среда се споменува предавството на Јуда. На тој ден, во спомен на жената која истурила миро на Христовите нозе, во црквите се врши една од 7 свети тајни, осветувањето елеј. Верниците тогаш се помазуваат со светеното масло како лек за телесно и за душевно здравје. На Велики четврток се служи литургија за Василий Велики. На тој ден Исус Христос ја востановил светата тајна на причестувањето во облик на леб и вино, што го представуваат телото и крвта Господово. Вечерта има бдење и се читаат 12 евангелија за Христовите страдања. На Велики петок нема литургија. Тоа е најжалосниот ден за христијаните, бидејќи Исус Христос бил осуден и распнат на крст. На Велика сабота, последниот ден од Великденскиот пост, се служи опело за Исус Христос. Што се однесува на вапцањето јајца за Великден, свештениците препорачуваат тоа да биде во црвена боја, затоа што таа ја представува Божјата сила и моќ, а воедно ја символизира и Христовата крв која Исус ја пролеал на крстот за спасение на сите луѓе на земјава. Така бојата на јајцето не потсетува на крвта Христова и спасението. Се фарбат 3 јајца, меѓутоа првото е она кое што ќе го ставите во бојата, се става пред икона, бидејќи секој православен христијанин треба да си има икона дома, иконостас,
каде што е иконата на светителот кој што го слави, односно неговата слава, иконата на Господ Исус Христос и на Пресвета Богородица, и тоа јајце се чува цела година. Значи, тоа е првото јајце на Велики четврток на Сабајле. То зошто на Велики четврток? Заради тоа што на тој ден на Велики четврток Господ Исус Христос е предаден, значи веќе е направено во средата, договорот е направен на Ајуда со првосвештениците еврејски, Господ Исус Христос да биде предаден и така да биде осуден и убиен. Значи веќе договорот паднал во средата, а во четвртокот се прави последната тајна вечера, каде што е последното собирање на апостолите со Господ Исуса Христа и во чест на таа последна тајна вечера, која што е веќе предвестник на она што треба да доаѓа, се фарба во четврток на Сабајле првото великденско јајце. Она јајце кое што се чува пред иконата, тоа кога ќе помине годината, се зема и се закопува во земја, значи. И треба да се погледне таму каде што ќе биде закопано, тоа да не биде некое нечисто место каде што одат кучиња или така натаму, обично на некое место каде што има бавча, каде што е почисто место, да остане во земјата и да скапе. Меѓутоа, имаме и примери такви каде што јајцето останало нерасипано цела година, па дури имаме случаеви, јас знам како парохијски свештеник, како луѓето после една година си го јадат истото јајце нерасипано. Бојата како се фарбат јајцета е поврзана со символиката на јајцето. Тоа е крвта на Господ Исус Христос. Човековата крв знаеме дека е црвена, таа не може да биде ниту жолта, ниту плава, ниту розева, нели? И затоа јас ги советувам и праќам апел до домакинките, сите јајца што ќе ги фарбаат да бидат повеќе во црвена боја, да не се надпреверуваат, затоа што како што многу работи кои што се мода, дури стануваат и помодарство, со текот на времето исчезнуваат. И така да најубаво е да се фарбаат со црвена боја која што символизира крвта Христова, која што е пролеана на крстот за нашето спасение. Црвените јајца во христијанството се символ на воскресението Христово и на самиот празник Великден. Првите 3 јајца се вапцуваат на Велики четврток пред изгресонце за да не ги види сонцето и затоа според верувањата не се расипуваат со години. Старите адети кажуваат дека взори на Велик четврток треба да се вапца барем едно црвено јајце. За првото јајце се верува дека има магична моќ, па затоа неговото место е под иконата. Во народните преданија се вели дека со него се лекуваат одредени болести. Локални врнежи од дожд и засилен ветер од југоисточен правец најавуваат метеоролозите за утре, а од четврток повисоки температури и нестабилно време. Од среда, како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, ќе настапи преодно стабилизирање на времето, додека од четврток до недела ќе биде значително потопло, но во попладневните часови ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално со поинтензивни процеси. Во Скопје утре температурата ќе достигне 16 степени. В среда ќе се движи од 9 до 22, четврток од 10 до 24 и петок од 11 до 26 степени. Тука го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации може да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.